Македонија наутро. По повод 4 април, денот на НАТО, денеска во Македонската филхармонија, концерт ќе одржат армиските оркестри на нашата земја, Обединетото кралство, Соединетите американски држави, Грција и Република Словенија. Именно ова е прв пат веројатно во нашата земја заеднички да настапуваат 5 воени оркестри, што сеќа може да слушне публиката како е организиран концертот. Дознаваме од гостите. Велам добро утро за мајор Горан Илиевски, диригент на нашиот воен оркестар. Добре ни дојдовте. Мајор Рендал Бартел, диригент на оркестарот на армијата на Соединетите американски држави за Европа. Добре ни дојдовте. Потоа велам добро утро за подполковник Алјоша Дефери, кој е диригент на словеничкиот оркестар. Добре ни дојдовте. И капитен Николче Белковски, кој што е дел од нашиот оркестар, меѓутоа ќе ни помогне во преводот како наша законска обврска. Добре ни дојдовте. Споменуваме дека 4 април, денот на НАТО, меѓутоа имаме една цела НАТО недела во која што се организираат различни активности. Што се случуваше денеска концертот? Да. Нашето министерство и генерал штабот, поттикнати од годишниот концерт кој беше од трилатерален концерт на 3 армии со Република Бугарија и Црна Гора, поттикнати од тој концерт, тие сака истото тоа да го повторат со сегашниот концерт кој ќе биде центар на случувањето во таа НАТО недела. Да кажам не кратко за НАТО неделата, вклучен е воениот оркестар со гостување во Прилеп и Куманово и сега во недела 4, 6, 7, не знам која дата е точно, во градскиот парк во Скопје. Исто имаме по повод НАТО неделата еден настап. Како што кажав, централна свеченост е вечерашниот концерт. До каде се подготовките? Подготовките се веќе при крај. Кај вашето гостување одиме во Националната филхармонија на генерална проба. Веќе се е при крај, работиме на ситните детали. Бидејќи спомена дека веројатно е прв ваков концерт, 5 воени оркестри на едно место, колку беше комплицирано, ајде да речеме, да се усогласат Па да ви кажам искрено, подготовките беа напорни. Напорни се подготовките, значи оркестарот брои негде околу 85 музичи и тоа е навистина тешко само да се организира. Најлесно кој ќе ги организираш и почнеш да свириш, тука веќе престануваат проблеми. Да, веројатно процесот на подготовка е многу комплициран во целата ова ситуација, но предпоставувам дека се ќе звучи совршено на сцена. Мајор Бартел и подполковник, следното прашање за вас. Како се организирани воените оркестри во вашите земји, како функционираат? So let's start with the major. What is the organization in your orchestras? Can you tell us a bit how they function? Dobro utro. Dobro utro. Good morning and thank you for having us. My name is Major Andy Bartel. I'm the commander of the U.S. Army Europe Band and Chorus. We are located in Germany and we travel throughout Europe highlighting some of these incredible partnerships and strengthening some relationships that we are so honored to take part in. Значи, тој е Мајор Бартел, тој е диригент на воениот оркестар на Америка во Европа. И нивниот оркестар има цел, значи, да ги зајакнува овие пријателства и оркестар кој што патува низ цела Европа, например, по околу 12 земји годишно, така да тоа е нивната задача. Какво е досегашното искуство 5 оркестри на една сцена? What is your experience with 5 orchestras on one scene? Well, first of all, it's an incredible experience. We have such gracious hosts in the Army Orchestra of North Macedonia. Our friends and partners and allies in Slovenia, the United Kingdom, and of course Greece. They've been such friends with us throughout this week and before, and I'm sure will be long after. Our experience has been tremendous. Да, значи многу е возбуден. Вели дека имаме одлично пријателство со сите оркестри, значи нашиот оркестар, словеничкиот, англискиот, грчкиот и така да мисли дека ќе биде одлично искуство. Полковник Дефери, да слушаме како функционира оркестрот во Словенија војниот. Добро утро. Добро утро. Добро дојдовте. We have an orchestra of 50 members. So in this orchestra we have a big band, a ceremonial band,
and some chamber groups, and of course a big concert band. So we play mostly on ceremonies or protocols, but we have also a lot of concerts. And we go abroad. We have been a lot of times in Germany, Austria, Italia, and neighboring countries. And we have been also in Skopje 3 times. In 2017, we've had a concert with your famous guitarist Vlatko Stefanovski. да. So Кој што беше брилјантен. it was very nice. Yes, thanks. Значи, нивниот оркестар е оркестар кој брои околу 50 луѓе, поделени се на повеќе секции, имаат биг бенд, имаат церемонијален оркестар, помали состави. Исто така многу патуваат и тие често свирале во Италија, во Франција и во околните земји. А исто така свирали во Македонија претходно, веќе 3 пати имаат дојдено. Најпознат е тој концертот што соработката што направи со нашиот гитарист Владко Стефановски. Ова е прва ваква ситуација, 5 војни оркестри на едно место, или сте настапували и порано со повеќе војни Have you ever оркестри? done concert with 5 collaborations, 5 countries playing together? I don't think so. It's the first time. for Прво me. искуство? И за нас е прво. Кажете ми, ајде за репертоарот, што се ќе може да слушне публиката? Ние одлучивме да концертот да го направиме секоја држава да има собствен блок. И се покажа дека е тоа навистина добра идеја, затоа што секој диригент значи направил мини концерт во самиот концерт. Значи ти има кулминации, падови, па потоа, значи навистина ќе биде концертот нешто не случајно до сега кај нас. Отворена за публика? Не е отворен, од затворен тип е. Ние секако ќе го Да. следиме, а ќе може и снимка да погледнат на македонската ќе има, телевизија, така да. Од затворен тип е, да. Да, споминавте, подполковник Дафери, дека 3 пати до сега сте биле во Македонија. Мајор Брател, до сега прв пат во Македонија сте или? Is this your first time in our country? This is personally my first time dobro. in Skopje, Каков е and впечаток? let's come back. It's a beautiful city, Тоа and, значи дека се добри. and искуства. all my Perfect. soldiers are very excited to be here. They've done nothing but rave, and we will definitely want to come back. Подполковник Дафери, што е она што прво го сакате да го видите или пробате кога доаѓате во Скопје? Кои се недрагите спомени од Скопје? We have been here only, I think, 3 days, but in that time that was 15 years ago. So today Skopje has changed. Сосема друга A перспектива. lot да. of new buildings, a lot of new bridges and so on. It's very interesting, very nice. Постои ли она позитивна трема пред концерт? Прашање за сите. Па секако дека постои, но во смисла на конструктивност и мотивирачката. емотивност, висока интерпретација на високо ниво, во таа смисла иначе. Не е тоа како што Do you think there's positive nervousness about the concert? Well, as 85 musicians get on stage, I think there may be a little bit of anticipation regardless. But what we're here for is a much bigger purpose, and it's just an honor and a privilege to take part in that. Или за крај со вас. Yes, we have done great work with all the musicians, so there is no stage fright, I think. We will do a nice concert, and this is it. Да, верувам дека ќе бидете безпрекорни. Што може на самиот крај да очекува публиката? публиката што ќе биде присутна во салата, потоа снимка или ќе биде директно, не знам како ќе биде тоа. Значи едно не секојдневно случување. Значи до сега не е видено кај нас толку голем дувачки оркестар да свири заедно, го повториме неколку пати. 85. 85. Така. Да. Само на крајот да додадам, да изразам голема благодарност до Соединетите Американски држави за нивната повеќе пати дадена услуга во секоја смисла. Значи мора да го нагласам, имавме пред една недела гости од Вермонт, армијата, и ни извршија обука, строева музичка обука. Така да и
повеќе пати имаме свирено со американски оркестри, секој настап со нив ние како некоја обука. А до колегата и разговаравме конструктивно со колегата од Словенија и се говориме дека мора ние да иницираме да има повеќе соработка со оркестарот на словенечката војска. А верувам дека концертот ќе биде мотив повеќе и ветер в грб за соработката да продолжи и поратаму. Сигурно. Ви благодарам за гостувањето во денешното издание на Благодарам и на вас. Македонија на утро. Почитувани гледачи, станете првиот канал на македонската телевизија. Музичка номер